Почитувани гледачи, во емисијата Отворено разговараме со доктор Мирко Анакиевски. Жива легенда, јас би рекол, на кочанското здравство, човек кој ја има целата понова историја на се она што е поврзано со здравството во Кочани, и самиот тој факт зборува за тоа дека разговараме со човек кој ќе ни даде навистина добри сеќавања, сигурни сеќавања, вистинити, реални, и ќе не наврати на еден период кога Кочани беше во постојан подем, во постојан нараст, особено во делот на здравствените услуги и во делот на здравствената дејност, бидејќи заедно со него растеше и општа болница, медицински центар и така натаму, кој своевремено се претвори во една од најзначајните здравствени институции во источниот дел на државата. Докторе, добар ви ден и добре дојде во студиото на телевизија Кочани. Добар ден, добро ден. Добро ве најдов. Така. Ајде малку да се навратиме на оние времења кога вие почнувавте како лекар, како доктор, млад доктор, кога влегувавте во оваа професија. Каде завршите образование, кога се вративте овде во Кочани и какви беа првите чекори во она што се вели услуга на граѓаните од аспект на еден лекар? Па јас почнав да се бавам со лекарска работа од 1966 година, по завршување на медицински факултет, а пред тоа се бавев исто со медицина, ама како средно-медицински работник. Па едно време, такви беа времињата, располагав со аптека. Тоа беше во војниот гарнизон во Охрид. Јас таму играв улога и на аптекар, и болничар, и медицинска сестра, и сите функции мораше да ги вршам тие работи. Да. И таму работев најде 3,5 години. Пред тоа бев на работа во војна болница 6 месеци. После, по наредба на командата војна, област, сета војна област, јас мораше да одам во Охрид. Морам да кажам дека тогаш ми беше многу добро, затоа што прво беа годините млади, добри работи. И имав одврзани раце на широко поле на работа, и тоа ме многу радуваше и мене не ми представуваше тешко. На која возраст тоа го правевте во Охрид? Колку години имавте тогаш? Па 36-та, 66-та, 20 години. 20 години, млада момче. На 20 години, Да. на 20 години. А превземавте толку голема обврска? По доаѓањето на работа во Кочани, директор на здравствениот дом, тогаш беше здравствен дом, беше доктор Хаџивасилев Љубомир, Љупчо, а имаше тие постари лекари, тука беше доктор Могилевски, доктор Николич, доктор Подаравски, Стојче педијатар Струмица, гинеколог, не му сеќавам името, така да здравствениот дом функционираше со неколку оделенја. Тоа беше гинеколошко акушерско, детско оделење и интерно оделење. Немаше други оделења, меѓутоа имаше ги сите други служби, општи служби, детски диспансер, школски диспансер, општа медицина, тие работи, така да функционираше во тоа време. И во тоа време јас затеков 2 амбуланти во селото. Тоа беше Зрновци и Чешиново. Чешиново амбуланта имав чест да работам и таму 10 месеци пред да одам на студии. Така, поради некои прилики и околности, тие работи. Така да тие беа амбуланти, 2 кои постоеја по селата, тие работи. После, со тек на времето, почна да се развива медицинската служба во Кочани, под раководство на доктор Хаџивасилев, а после него тој замина на работа во Скопје и дојде за директор доктор Хирал Апостолов. Тој направи доста за развој на медицинската служба, затоа што за негово време се изгради болница, сегашно интерно детско оделење, лабораторија доле, рентген кабинет, тие работи. Ке се навратиме на развојот. Сигурно се сеќавате како отидовте за Скопје, како студиравте, како се финансиравте во студирањето и колку години траја тие студии? Па јас почнав да студирам 61 година, затоа што во армија бев запишан на медицински факултет,
Меѓутоа, од армијата не ме пуштија на време и јас закаснав 6 месеци. Така. Не 6 месеци, него 2 месеци. И кога отидов на факултетот, деканот професор Чакмаков ми рече: колега, нашата работа е повише практична отколку теоретска, вие, вика, не може да студирате, да почнете студии, одите, најдете работа, а тогаш работа на сите страни имате, Така. па наредната година ќе си почнете со редовни со студии. Да. И јас сигурно го послушав, немаше што да разговарам на таа тема, дали може или не може тие работи. Не фаќавте протекции. Не се шегувам. Не фаќав протекции. Да. И хајде, викам, јас ќе појдам до моите во Цера, тоа живеа во Цера, да ги видам, па после ќе мислам да ќе одам. На одење од Скопје за Кочани, од амбуланта Чешиново, имаше мои школски што работеа. Тоа беше Стојка, она работеше администрација, и Вангела еден беше, он тие работи, и доктор Мирчевски Стојан, лекар од Виница беше. Јас легов тамо да ги видам, и во меѓувреме дојде доктор Стојан тамо, ме запознаа со него и јас му кажував што е работа, тој рече: не, оди, денеска е петок, види со твоите, во понеделник дојди на работа кај мене. Така. Така беше. Така времењето, да, имаше потреба од кадар. Имаше потреба од кадар. И јас прифатив тоа оберучки тие работи, отидов до дома, се вратив, тоа понеделник почна да работи и таму формирав лабораторија, комплетно лабораторија тие работи. Имаше една медицинска сестра и доктор имаше. После тоа докторот замина на специјализација педиатрија, а јас есента отидов на студии тие работи, така да се запишав. Студиите ги завршив, почнав 61 есента и завршив 66 есента, за 5 години, 15 дена пред 5 години тие работи. Иначе, како ми беше време тоа? Јас имав една стипендија која ми ја дадоа практично општина Облешево. Тоа беше минимална пензија, стипендија, не пензија, тие работи. Ама се снаоѓав нешто, работев нешто. На факултет бев демонстратор по 2-3 предмета, таму заработував некои пари, па ако требаше некоја услуга најде преку студентска задруга, ќе разнасавме млеко по куќите, па ни брата, па нешто таа работа и така. Се снаоѓавте, што се вели, за да некако се снајдов, заврших таа работа, не ми беше тешко и да учам и да работам тие работи, и на време си завршив факултет. И потоа враќање во Кочани, предпоставувам. А после, пошто јас имав обврска тука, стипендијата од Облешево, од општината Облешево, пошто се споја Облешево и Кочани, ја презеде општина Кочани, односно здравствен дом Кочани, тие работи. И јас си дојдов, сигурно да си обврската да си одужам. Да се разголжиш така? Да. Према општа болница. После развојот, после интерно одделение и детско што го направи доктор Кирил Апостолов, јас дојдов на некој начин за директор на болница, тие работи. И после 2-3 месеци си реков, зашто јас ако седнав на тоа место, треба нешто да направам. А јас сум човек од идеи и амбиции тие работи. А тогаш беа председатели Тодосија Повнов, председател на собрание, и покојни Иван на извршен совет. И јас отидов кај нив и им образложив дека идејата моја, дека јас сакам да не преспијам 4 години, него да направиме други оддел на болница тие работи. Они тај предлог го прифатија оберочке и ми рекоа: ти почни да правиш, идејата ти е добра, и ангажирај свет кој ќе направи, односно фирма која ќе ти направи план за болница и према твоите замисли как треба да е. И таа идеја остварив јас преку бетон, таа работа. Тука што до градилиште на бетон. Да, тука беше бетон, меѓутоа проектантот беше Теди од Скопје, таа работа. Во таа работа морам да признавам да многу ми помогна секретарот Стојан тука и работи. Секретарот во општа болница, така ли? Да. Да, добро.
После готовиот план кога беше, дојде тоа, направи, Цеди го направи тоа, го разгледавме на стручен колегиум, тие работи, и проектот беше направен да се изгради болницата, сегашната трансфузија, физикална медицина, Реално новиот објект што е новиот однос на објект горе стариот, до да. хирургија, до администрација. Да. И Огромен проект за према пресметката тогашно време. кошташе негде 17 милиарди и 100 милиона пари. Динари. Тогаш Тогаш финансирањето беше на здравството на ниво на општина, не беше централизирано. Так. А здравствен допринос се плаќаше за општина, за република и за федерација. Да. А директор на фондот беше Никола Николов Да. од Грдовци. Тие работи. А Галачев Коце беше финансовиот раководител. Кога ги слушнаа тие милиарди се исплашели некој од власта, тогашни председатели на општина. Да. И јас кога дојдов, отидов пака и председателите, и им викам така и така, проектот кошта толку, ама јас пари немам толку. Он знаете што ми рекоа? Ти почни, ние за пари да не секираш. Твојата работа троши пари, не печали пари. Да. Медицината пари троши, не печали пари, а за парите тука ние сме. И они го викнаа секретарот за финансии Арсо, нашиот економист Коце, и јас вика ќе појдете по предпријатијата од целулоза до задруги доле до Чешиново, до подлезните работи и да земете позајмица. Законот беше тогаш преку СОК, ако нема легнато 51% пари, не може да почне со градба. Од купната сума проектирана. Од купната сума проектирана. Так. И така и направивме. Јас одев како покритие уствари на овие сручните лица и ние за 3 дена собравме позајмица 12,5 милиарди пари. Так. Тоа е веќе 70% парите. Тоа беше замашна сума прилично. Да. И им кажав на председател така и така, добро. И почнавме ние да работиме. Ајде се распиша оглас кој да ја гради болница тоа. Беа тогаш наш Бетон тука што е бе, Пелагонија и Граница јави, тие работи. Меѓутим, на состанок сука, со присуство на председателите и кај нас во библиотеката, се одлучи да гради Бетон. Пошто ние имаме тука се локал патриотски малко, да, се знаат и раководители, и така инженери, почнаха да. За да имав увид во градбата на објектот, јас побарав од Бетон стручно лице, кој ќе ми биде надзор во болница. Тоа беше покојни Шахинов Никола, кој беше изваредно истручен и со големо искуство. Он беше средниста, ама имаше доста работи. Големо искуство, да. И се договоривме со Бетон, додека се гради болница, тој да работи кај нас, ние да го плаќаме се тие работи, со обврска на Бетон, со договор што го подпишавме, по завршувањето на објектот, да се врати пак на старото пак работно Бетон, место. да не остане без работа. И така направивме. И почнавме со градба, тие работи, пари имавме преку фондот тука, директорот на фондот се ангажираше за скорите тие работи и некако успеавме те. Имав среќа и да не речам врски, али добро расположение од директорот на фондот на Република Македонија за здравство. И јас кога ми затребаше пари, отидев кај него, он беше златец човек, Перо, Да. отидев и ќе го замолев, толку пари, он ми некако пушаше пари тие работи. И со тек на време, како идеше болницата градбата, ние на Бетон не останавме ни една ситуација да не ја платиме на време. Се платено во Се платено предвидени рокови. и обврските што беше по зајмица и таа ја вративме. Така. Сега 5-6 месеци пред да заврши објектот, нешто настана нестачица на пари, јас одам во Скопје пак кај тај Перо, викам, хајде да барам од Федерација пари. Па вика, никој не е добил од сега Федерација, ама ајде, вика, напиши ти што мислиш да напишеш, ја ќе го препратам, па ќе видиме. Да пробаме. Да пробам. И
Јас напишав што напишав, отидов кај него, он го препрати и по една недела ми вика, дојди кај мене, имаш радосна вест. Мене ми текна што е таа работа и отидов јас кај него, вика, имаш скоро 5 милиарди пари. Од Федерација, вика, како си правил, што си правил, вика, не знам, важно, това вика, добро. И тие пари многу ни помогна и ние објектот го завршивме во рок од 18 месеци, комплетно, градежниот дел и целокупната опрема во објектот и операциони сали, и кревети, и поседини и други инструменти, се тие работи, за 18 месеци тоа се беше готово за тие работи. И тоа беше веројатно најубавиот здравствен објект во источниот дел на државата. И најмодерен. Да. И напуштањето на објектот, имаше тамо собир свечан тие работи, и јас со реферат изнесував што тие работи, тогаш министер за здравство, не беше министер, тоа се викаше секретар за здравството, Каменчо Ѓоргов, он по професија беше правник, пошто претходно ја разгледа болница што е се тие работи, и кога ја заврши со реферат, он вика, дојди бе доктор да те прашам нешто, ова истина ли е, овај објект го направи, вика за толку време, вика толку пари или не лажеш, вика тука, не, истина е, вика Валвера. Сега, тај објект, нашата болница нова, па и ден денеска важи за една од најдобрите болници во Македонија. Мислам како просторно. Како простор и решение како просторски работи. И сега, во исто време, додека се тоа градеше, нашата медицинска служба се развиваше. За моје време, додека бев директор, ние отворивме 13 селски амбуланти, вклучувајќи и планинскиот терен Цера, Пресека и Нивичани. Нивичани, доче после една година после мене се отвори тие работи, 13 амбуланти, имавме ги сите служби во медицинскиот центар, во меѓувреме прераснавме од здравствен дом во медицински центар, така да имавме опремени објекти, мислам современи, и кадар во меѓувреме. Јас прибирав кадар лекарски, од Скопје доведував, од Куманово доведував тие работи и мене ме критикува во идето време, што ќе работат нашите деца кои ќе завршат. Да. И јас им реков сега да не ги мирувам, вашите деца кои ќе завршат, нека дојдат. Ке има за них работа. Наредниот ден ќе бидат работи, само они нека завршат. И така беше тие работи. И јас не оставив ни еден лекар без работа, завршен тие работи, и медицински сестри беше пун капацитет на сите оделенија попунети. Морам да кажам дека службите ни беа доста развиени, почнувајќи интерно, и педиатрија, и хирургија, и гинекологија. И кадровски беа мощни сите. Кадровски екипирани. И ние преземавме примат во Источна Македонија, кај нас се лекува почнувајќи од Берово, Пехчево, Каменица, Делчево, Виница, Хочани. Така, еден вид регионален медицински центар. И Пробишки дојде кај нас се тие работи. И мене критикува Штипјани зашто не ги преземе пациентите. Беше таму директор доктор Миташа, гинеколог, и он со мене, што правиш ти, преземаме пациенти, јас не ти ги презедов, викам, они сака да доваѓат и нека си доваѓат, викам, тие работи, и ние стварно имавме екипа, медицинска екипа на лекари и средници, целокупната, имаше стручна работа, навремена работа, немаше закажување термини, немаше утре ќе дојдеш тие работи. Како се работеше с тие работи, важно се рече. И ние важевме, те викам, еден центар во Источна Македонија со респект тие работи. После тоа дојдоа други времења. Дојдоа нови времења со растурањето на Југославија. Почна и растурањето и на нашиот медицински центар. И на нашиот медицински центар тие работи. Па и воопшто на здравството, како и пошироко, и здравството воопшто почна да паѓа. Па воопшто почна да паѓа здравството, за тоа што по моје мислење, што не мора да биде точно,
раководителите, односно директорите на здравствените установи, што се назначуваат по партиска линија, по мене е грешка. Апсолутна грешка. Директор, раководител на оддел, на оделение, на клиника и така натаму, треба да се бира во оквир на стручниот кадар во болницата, на клиниката и така натаму, и да се бира најдобриот. Така, и најкадарниот кој има и искуство, кој има визија за понатаму здравство, а не само Тој ќе направи и на другите да им биде добро, ако е способен. Да. А сега постои само назначен партиски директор, он работи по директиви, тука тие работи, он нема никакви одврзани раци да спроведе негови идеи, затоа што он нема на располагање никакви материјални средства. Апсолутно тие работи. А сега е многу расширено и тоа, провизии, тендери ваму таму. Во ваше време, например, вие направивте добар дел од болницата, од медицинскиот центар, имаше некои провизии, нешто давали, некоја пара така екстра? Немаше никакви провизии. Знам, ама прашувам се да го кажете вие тоа. Никакви провизии и немаше никакво мито, нити уценување од страна на здравствениот персонал, да се разбереме. Мотивација ви беше да направите нешто, да оставите за градот, за граѓаните. Сите мои колеги, тие работевме ние со Еланец и Кеф. На луѓето да им помогнеме. Тогаш таа работа беше непозната. Сега, некој заврши се работа, па донесе, да речеме, лица ракија, имало е тоа, да речеме тоа, или кафе или нешто, тоа беше се што се добиваше. И јас им викав на колегите, заврши му работа, а ако е задоволен, ако ти донесе да си го земеш, ако не го земеш, ќе го увредиш. И тоа е точно, и тоа е ситница, тоа е ништо практично. Тоа е едно почитување, ништо друго, една благодарност од страна на пациентот. Можеме ли визионерски да речеме, ако продолжи тој тренд, додека бевте вие во медицински центар, да се развива и понатаму и овие години, наназад 30 на години, денеска да имавме една модерна, квалитетна здравствена установа со сите што се вели лишени? Ако продолжеше така и начинот на финансирањето, и во однос на кадарот и опремата, медицинскиот центар Кочани немаше да се сведе сега на општа болница со проширена дејност. Ќе беше многу развиен центар, да не кажам, можда ќе беше и клинички центар. Апсолутно. Меѓутоа, околностите такви настанаа се тие работи, политиката почна да се меша во се што тие работи, материјалните можности на државата, јас не ги знам, али мислам дека не се многу толку многу присутни јавни за да може да се финансира, и добивме тоа што добивме. Сега што имаме на оделението? Кадарот е сведен на минимум, тие работи, колегите се таму преоптеретени, закажување на термини тие работи. Болницата, откако ја упуштивме во употреба до денеска, ништо не е обновено. Не е санирано, обновено, реновирано. Се што е таму паднато, плочки, тие работи, санитарни уреди, тие работи, ништо не е, тоа е се запуштено тие работи, така да мене ми е просто многу криво, а и незгодно да идам таму, и не можам да гледам дека таа болница е падната на толку ниско ниво и да е толку упропастена. Така. Во ваше време функционираше и бањата во село Бања. Вие и сега апелирате и на некој начин иницирате размислување да може дали државата, дали преку приватно партнерство на било кој начин Кочани повторно да добие бања, бидејќи тоа е благодет кој е непроценлив. Какви се тука вашите размислувања? Поред останатите служби и дејности на медицински центар во тоа време во Кочани, работеше и балнеолошко физијатриско оделение во село Бања. Тоа работеше и предходно, уствари тоа беше турска стара бања, во турско време, тие работи, и располагаше со еден базен, топла вода, а за ладна вода се користеше од други извори да се разладува вода тие работи. Јас не знам точно од која година постои таа бања, меѓутоа знам за времето на доктор Николич, кој е еден основоположителните на здравство у Кочани. Он имаше направено во институција во Белград анализа на водата, хемијски, биолошки состав на водата и
кои болести може да се лекуваат таа работа. Тај наод дали постои негде денеска, не верувам тие работи, знам дека он не го зеде кај него остана како наследство на болницата, негде тоа. И во тоа време, во Бања се сливаа пациенти од цела Македонија и Јужна Србија, доаѓаат за лекување тука. За време на директорувањето на доктор Кирчо, се појави идеја Бањата да се преработи, односно да се изгради нов базен и нов објект, а претходниот постоеќи објект што беше ресторант у Бање, да се претвори во оделење за лежачки болни. И покојни доктор Кирчо стана и отиде да види по другите места каде има бањи по Србија, па отидува чак тие работи. Како се организирани да види, како се организирани. Да. И се доби впечаток дека треба таа вода што извираше таму да е со мал капацитет тие работи. И сега не знам по чија идеја како беше таа работа, дојде една екипа словенска да изврши бушење на водата. И они кога извршија тоа бушење, таму излега многу голема количина вода, тие работи. Да. И постоеше опасност некаква за селото, каква не знам, тие работи. И они го затворија тај одвор и вода више таму немаше. Уште за време на директорувањето на доктор Кирчо, за да бањата да работи, се направи бушотина да се добие топла вода поново во дубина од 80 метра со потопна пумпа. Да. Тамо после почна да се намалува капацитетот на таа вода, а имавме 20 лекари физијатри, персонал се тие работи, да не се затвори објектот. Отидовме на бушење на 100 метра и јас додека бев директор слегнавме до 250 метра. Меѓутоа бањата функционираше. После тоа, од кои причини не знам, се тие работи полека бањата се затвори. И таа опрема што имаше се пренесе во медицински центар тука и докторите дојдоа тука. Сега кај што е физијатриско оделење, тие работи, тоа беше како магазин, а они работеа на старно нервно оделење, тие работи. И сега постои физијатриска медицина кај нас, ама ние лекар неаме, персонал друг има, колку има, не знам тие работи. А еве се покажа потреба сега со оваа катастрофа во Кочани што се случи, дека треба да има соодветен кадар и доволен број кадар за да може тие луѓе да се збринат и сручно и на време да видат, да не видат дека каснува, да нема несакани последици од тоа. Да. Што би значило за Кочани кога повторно би одимале бања на база на термалната вода која кажавте на база на анализи, исто така е покажано дека е многу лековита, дека е многу корисна за здравјето на луѓето. Ние тука во обкружувањето имаме рудник Саса, рудници во Пробишти, за рударите секој имаат зголемена потреба од се до тоа, а сосема сигурно дека на истокот, овој крајен источен дел и му е потребна една бања, да не одат нашите граѓани во Банско Бугарија, да не одат, не знам, во Србија по бањи, туку да имаат тука навистина еден квалитетни бањолошки центар кој ќе може и да им го заштитува здравјето, а се разбира и да ги лекува, меѓутоа и оној економски ефект не е воопшто небитен, бидејќи ќе го развиеме на некој начин тој бањски, бањолошки туризам. Мислам дека користа од постојањето на еден балнеолошко-физијатски центар во Кочани е неопходен и многу економски исплатив. Сигурно дека се тоа изгради, ќе треба пари. Без пари се ништо не прави. Колку ќе бидат тие пари зависи од самиот објект, колку ќе биде, што треба во него да биде се направено. Меѓутоа, јас тврдам дека Кочани место да дава, еве ние пензионерите вани дадовме 110.000 пари за лекување на наши пациенти во бањите во Струмица, во Негорци, во Катланово и Дебар. Ако се изгради тај центар, колку е дало фондот за здравство, колку е платило, не знам тие работи, таа сума е далеко поголема, затоа што ние
плаќаме 10% на Значи пациентите. 10 пати поголема, 9 пати Таа поголема сума дал сума е фондот. доста голема. Така. И пошто е водата таа која со тие особини тие работи, а вода има цело зиму кај судот тече чешма. Да, и Во во подлог, подлог. колку што знаме, една или две чешми Две чешми течат течат и- нон-стоп тие Да, работи. се шири. Значи водата џабе оди, Така. не се користи тие работи. Истекот од оранжериите на водата, јас не знам сигурно, негде измеѓу 40 и 50 степени. Така. И на таа вода не и треба ни дотоплување, ни Ниту ладење. ни ладење тие работи, така да тоа ќе биде практично кокошка која ќе носи златни јајца на општината. Така. Ќе допринесува за општината, ќе допринесува за луѓето. Место да се изложуваат они на материјални трошкови, да идат овамо, онамо, се тие работи, тоа не е само таму оно што ќе плати партиципација или цело открување. Тука се патни трошкови, посети и така натаму се тие работи. Ке се развити други дејности, трговија и Да, така се натаму. така да- Имаат користите. Така да тоа е по моја потреба, по моја мислење не само потреба, него неопходно, пошто Приоритетен проект на природата почнат, ни да. дава услови и ние треба да ја искористиме таа прилика тие работи, да место да даваме пари, да губиме пари, да печалиме пари, ама на жалост тоа зависи ипак од визијата на градоначалникот, кој и до сегашните и што ќе видат. И дали колку може да обезбеди поддршка од централната власт за да финансира и таа овде. Па знаете што, човек ако нема идеја, ако не покрене еден проблем, ако не го стави на дневен ред, он никој пат не се решава. Никој за него не застанува ако нема идеја и ако не почне нешто. Значи, Да. ако се постави кој идеја и да се направи, знаете, денеска не може, утре не може, после неколку дена може, или после неколку години може. Значи, само треба човек да има идеја, идејата да се ја спроведе и да биде упорен тие работи. Иначе со тоа се бива. Пари е релативна работа. Денеска имаш, утре немаш. Али парите, они се печалат. Пара носи. Кога се инвестира, да, тие се враќаат повеќето назад. Инвестиција тие работи, така да ја ипак се надам дека ќе се најдат луѓе кои тоа ќе го спроведат. Лично, јас им реков и на неколку колеги тие работи, дај да покренеме поширока акција, тие работи, да видиме тоа. Сега ќе видиме сегашниот веде градоначалник и идниот кој ќе види тие работи, тоа многу ќе зависи од нив. Оти тоа не зависи само од директорот на болницата. Да. Најмалку уствари од него ќе зависи. Почани стојат многу битни проекти, стојат нереализирани. Браната на Речани горе исто така е многу корисен и тоа е инвестиција која ќе се враќа повеќекратно, бидејќи таму е планирано, не знам, 2 хидроцентрали, наводнување, вода за пиење, конечно да се добие квалитетна вода за пиење и тоа е еден од тие проекти. Сигурно дека и не е искористен оној планински туризам, дел од Цера и наваму кога одиш по Осоговието има изворедни места, Царев врв и така натаму. Меѓутоа да се надеваме дека ќе се разбудат нашите политичари овде од Кочани и ќе притиснат малку да добиеме едни навистина битни проекти кои ќе ја развијат економски општината и ќе придонесат младите да останат овде да барат иднина и екзистенција, а не да одат во странство. Јас се надам дека тоа ќе се случи во секој случај. Еве, сега да речеме, гледам примерот со договорот со Велика Британија. Да, 6 дека милиарди. ќе се гради Чебрен, ќе се гради Да. брза пруга, ќе се гради ова. Па зашто Кочани општина да не направи еден проект, една визија за таа работа и тај проект да го пласира на ниво на влада, Да. тие работи. И мислам дека ако се најдат тие ради да се направи, јас сум ипак оптимист дека ќе се прифати тоа и ќе се реализира. Апсолутно. Има таму сосема големи средства и самиот факт дека брзо ќе се вратат тие пари што ќе се инвестираат Тоа во сигурно, центар. тоа сигурно. И тоа повеќекратно ќе биде оправдување само по себе и државата да погледне кон Кочани, посебно сега по оваа трагедија која се разбира сите не фрли малку во една траурна атмосфера, посебно поради таа, веројатно дека и помошта и од државата па и надвор може да биде многу позначајна. Само треба ние тука да инициираме. Тоа е тоа. Почнувајќи еве од вас како поединец, па вашите колеги од медицинскиот центар, колегите кои се сега на позиции и се разбира од она што се вика татко на градот и сите други
фактори кои можат да придонесат Кочани да граби со поголеми чекори во развој? Многу тоа зависи од визиите на градоначалникот. Апсолутно. Сегашно и идниот што ќе биде тие работи, ако он има идеја, ако он има визија, ако има упорност кај него, дека тоа треба да се оствари, Половина работа е завршена. другата работа ќе биде Полесно. постепена, едностепеничество, ама ќе се заврши. Така. Оти ни една работа што не е почната, никој пат не се завршува. Апсолутно. Ни еден пат што се оди не е изоден. Да. Ако не се оди. Да така се е. разбереме. И Така. тоа е за секоја работа. Секоја работа. Се си тражи свое, тражи материјални средства, тражи време, тражи памет. Без тоа ништо. За да се реализира. Ајде пред крајот на овој разговор да ве прашам, како поминувате времето, каде се движите, излегувате ли горе до Соговието на планина, така ради се разбира чист воздух и така натаму? Следите она што се случува во политиката? Моето време како пензионер јас си го користам многу рационално. Плански, да? Моли? Плански, си го планирате и си го користите? Плански. Практично, јас сум нон-стоп ангажиран со некоја работа. Можам да работам, можам да читам, Така. и работам, и никаква работа не ми представува тешко. Секој ден пешачам 4-5 километри, контактирам со луѓето, тие работи, и така времето ми е потпуно Исполнето пополнето, целост, да. корисно ми е пополнето и ја не осеќам никаква празнина во мојот живот. Така. Тие работи. Дали тоа е формула, дефиниција, како секој треба да е активен, постојано да бара некакви активности, за да едноставно и по-квалитетно се одржува во животот? Тоа е една поширока тема, многу широка тема, тие работи. Дискутираме во нека друга прилика, цела емисија ќе за активноста и физичката и умствената активност на човекот за одржување на добро здравје. Тоа не е само да се одржи телото, него да се одржи и умот, така. се тие работи, ама тоа е друга тема Комплексна на тема, широко тие работи. Да. И тоа, ако треба, ќе ја дискутираме посебно тие работи. Да ви даде Господ Иначе да јас можеме сум- да поразговараме. Јас сум активен со пензионерите, работам, Да. водам комисијата за здравство тука, во Скопје во комисија за здравство за пензионерите сум више 18 години таму. Така. Још увек ме толерират на моите години. Потребен сте, не Ама- толерират. Ама добро, и таму имам мои идеи кои Да, се доста сигурно. спроведени тие работи, така да едноставно човек не треба да се препуши да рече готово сега. Знаете што? Ако сакат да изгубите здравје, лежите, јадите и готово. И Вашето ништо. здравје отиде. Да. Тоа е рецепт за пропаѓање психофизичко. Да. Да. Обратно тоа е трчај, работи, барај предизвици и никош не почувствува слабост. Секој орган во организмот и секој организам треба да се предизвика. Така. Да се предизвика, да не му се дае време он да биде пасивен, да чмае, да се назадува, да генерира. Така. Само така може да се одржите здравјето и животот да биде подолг. Староста си е старост, меѓутоа секој период си своето носи, али ако ние успееме да си ја задржиме староста добро да не биде, треба некои принципи во живот да ги спроведуваме. Така е. Со оваа порака која е многу корисна, да го завршиме денешниот разговор. Јас се надевам, почитувани гледачи, дека ќе имаме други прилики кога ќе поразговараме со доктор Мирко Анакиевски, затоа што секој разговор со него е корисен пред се за помладите генерации, а се разбере и за повозрастните, бидејќи неговите искуства се навистина огромни и едноставно се одрас на она што и како Кочани од едно мало град или помал град се развиваше и достигна до некои височини, особено во тој дел здравствената дејност која токму во ваше време, докторе, доживеа најголем процвет и развој и раст. Ви благодарам за разговорот и еве, уште сега си давам за право да закажам наскоро некој друг разговор, имаме многу теми да разговараме, верувам дека гледачите со нетрпение ќе не очекуваат. Благодарам на позивот и на ја. Благодарам. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со доктор Мирко Анакиевски. Верувам дека овие минути навистина ви поминаа брзо, мене барем ми поминаа многу брзо.
и ќе ми биде навистина големо задоволство доколку можеме да поразговараме и на неколку други теми кои се интересни за гледачите, а многу битни за градот и за граѓаните, бидејќи претпоставам дека само на тој начин можеме да излеземе од некое сивило во кое се наоѓа градот, општината и да зачекориме многу похрабро и многу подинамично во едни нови времења, нови услови. Уште еднаш благодарам за вниманието за кој не следевте, пријатно и довидување.